Почитувани граѓани и граѓанки, почитувани новинари. СДСМ најостро ги осудува вчерашните протести, пораките, говорот на омраза, навредите кон докторите, медицинскиот персонал, но и новинарите и адвокатите. Докторите и медицинскиот персонал, кои неуморно се во првите линии во одбрана од коронавирусот, се нашите херои, кои заслужуваат длабока почит и благодарност. Медиумите и новинарите имаат клучна улога во навремено информирање на граѓаните и недозволиво е да се напаѓаат. Не само пораките од овој срамен настан, самиот протест представува загрозување на здравието на граѓаните. Протестот е уставно загарантирано право, но исто такво е и правото на здравие. Здравието на граѓанинот над се. Организацијата на протестите во повеќе градови, иконографијата идентична со опозицијските митинзи, политичките пораки против актуелни министри, како евидентно присуство на членови и симпатизери на две политички партии, покажуваат дека зад овие протести стојат ВМРО, ДПМН и Левица, секако поддржувани од бојкотирам. Токму ВМРО, ДПМН и Левица беа против новите мерки за заштита на здравието и за цело време од пандемијата делуваат спротивно од препораките, потикнувајќи непочитување на мерките и со тоа загрозување на јавното здравје. Со овој начин на делување, ВМРО, ДПМН и Левица се сериозна опасност за здравието на граѓаните. Почитувани граѓани, лажните информации со кои некој упорно сака да ве одврати од вакцинацијата се на ваша директна штета на вашето здравје и на штета на здравјето на оние околу вас. Масовната вакцинација е единствен начин за да се заштитите, да го заштитите вашето, но и јавното здравје. Ги повикуваме сите граѓани кои досега не се вакцинирале да го сторат тоа што е можно побрзо. Вакцини има доволно. Фактот што дури 90% од ново заразените последната недела се невакцинирани, исто толков процент од хоспитализираните е недвосмислена потврда за ефикасноста на вакцините. Почитувањето на новите мерки за заштита на здравието е исто така многу важно. Веќе во многу држави е секојдневие да се бара ковид сертификат за влез во различни објекти или на настани. Тоа не е дискриминација, туку одговорност и заштита на јавното здравје. Да бидеме одговорни кон себе и кон другите, да дадеме свој придонес во оваа борба која е заедничка за целиот свет. Ви благодарам.